Во потрага по пониски цени и малку забава, бугари од блиските погранични места редовно ја посетуваат Струмица. Ги полнат рестораните, продавниците, но присутни се и на пазарите. Денешниот пазарен ден не е исклучок. Околу тезгите во Струмица се наслушнува препознатливиот говор на соседите отаде границата. Никола Кирилов редовно доаѓа од Петрич, а причините зошто одбира да пазари овде не се малку. Често ли доаѓате? Вторник, четврток в Ново село и тука и селото на пазар. Зошто доаѓате? На пазар има некои роби са доста поевтини и поквалитетни. Од Бугарија? Од Бугарија, да. И задоволни сте досега? Многу. Што, например, е поевтино од Бугарија? Јајцата, чесано е поскъпо. Расаду, варивата, папуди, това, 80 постои по-евтино. Чесано, тука е по-скъпо од към нас. Луко, например. Стига. А квалитетот, зошто ве сметате дека кај квалитетот е? Нема ли производители локални? Квалитетот в Европа е многу лъскав, ама вътре нема никој. Като тия смоки там. Апнеш нешто, глътнеш ништо. Струмица, по примерот на Гевгелија, во туристите од Бугарија гледа можност за развој на локалната економија. Овие размислувања ги делат и општинските власти кои сакаат да го развиваат руралниот туризам. Во општина Ново село се чувствува приливот на средства од бугарските посетители. Градоначалникот Ѓорѓе Божинов вели дека ќе користат пари од унгарскиот кредит за да ја подобрат туристичката инфраструктура, но и други капитални вложувања. Со тие пари почна изградбата на 5 километарска патека од Ново село до Мокриево. Патеката е особено значајна за поврзување на новие две населени места, како едни од поголемите во општината. Во вториот повик за оваа година ние како општина веќе имаме аплицирано со 9 проекти и сметам дека овие проекти значајно ќе го подобрат работењето на нас како локални самоуправи кои што сме рурални и немаме доволно средства за финансирање на капитални проекти и особено во правиот период можеме да решиме многу инфраструктурни проблеми. Покрај пазарите, меѓу најатрактивните туристички места се оние во Подбеласичкиот регион, водопадите, изворите, но и рестораните и хотелите на тој потек. Од граничните служби на преминот Ново село велат дека секоја седмица има од неколку стотици до неколку илјади преминувања од бугарски државјани. Најчесто се задржуваат по еден ден.